لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أرسله الله بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين رب العالمين. صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين، خصوصا منهم على سادتنا وكبرائنا الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق رسول صلى الله عليه وسلم فيما قال أو كما قال. Благодарност и слава му чиниме на Аллах Джелле Джелалуху, Господарот на сите светови, Владарот на судниот ден, кој не почести да бидеме последниот уммет, најизбран уммет на Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Истовремено му донесуваме салават и селам на последниот Аллахов пејгамбер и Аллахов миленик Мухаммед салаллаху алейхи васелам, на негова честна фамилија, асхаби, табиин и сите следбеници на овој дин до судниот ден. Пред да почнеме со денешната хутба, мораме да напоменеме за верска култура на еден човек кога оди во џамија. Бидејќи луѓето не ја сваќаат таа култура во џамија како треба да се седи и како треба да се полни саф. Некои доаѓаат, седнуваат, се потпираат како да се во ресторан, како да се во хотел. Ако се болни, Аллах ги гледа. Ако си стари, Аллах ги гледа. Ама млади, потпрени како во хотел и да ужива и да не следи што се кажува, тоа е недостаток на верска култура и знак на слаб иман и верување. Пегамбер саллаллаху алейхи васелем вели: хајру суфуфи ауалуха, најдобар саф кај Аллах Джелле Джелалуху е првиот саф. Најлош саф е оној саф кој е последен. Последниот саф е саф на жени, бидејќи жените во време на пегамбер саллаллаху алейхи васелем тие стоеле последни. Затоа Мухаммед алейхиссалату вассалам не учи човек кога ќе дојде во џамија треба да влезе во џамија и да седне во празно место каде што има, каде што постои. Бидејќи оден хадис вели: ман васале сафан васалеху Аллах. Кој ќе поврзе саф, кој ќе потполни саф, Аллах ќе го поврзе со џеннет. Па ако сакаш да Аллах те поврзе со џеннет, тогаш следи ги овие препораки на Мухаммеда салаллаху таала алейхи васелем и помни и празнините и не оставај џамијата да изгледа раштркана поради наше неисламско однесување во џамија. Затоа човекот мора да го има во предвид ова, дека нашата цел не е само клања и намаз замини, туку наша цел е да ти бидеш муслиман и кога ќе влезеш во џамија, и кога ќе излезеш од џамија, и кога ќе одиш дома со жена и со деца, и кога ќе одиш на улица, каде и да било, муслиманот мора да има култура на однесување. Затоа, денеска накратко ќе спомнеме околу еден хадис на пегамбер саллаллаху таала алейхи васелем. Хадис на пегамбер алейхи салату васелам, кој кажува што ќе се случи со овој умет.
Хадис кој кажува дека ќе дојде Џебраил после смрт на Мухамед a.s. Пегамбер a.s. беше на смртна постела. Беше на смртна постела. И му дојде Џебраил a.s. И Пегамбер a.s. го праша. Увели, дали после мене ќе дојдеш пак? Дали после мене, откако ќе прекине објава, дали Џебраил ќе се спушти на оваа земја? И Џебраил a.s. му вели, да. После смрт на Пегамбер a.s. Џебраил a.s. вели, анзил ашра мерат ва арфау џавахир ал-ард. Ќе се спуштам на земја. Вели Џебраил a.s. Ќе се спуштам на земја после смрт на Пегамбер a.s. 10 пати. Зошто? Арфау џавахир ал-ард. Да ги кренам, да ги воздигнам 10 украси на земја. И сега ќе видиме што е украс на земјава. А денеска тој украс го нема, бидејќи Џебраил a.s. го воздигна како резултат на грешењето на луѓето. Што ќе крене Џебраил a.s. И затоа ако човек ќе ги знае овие 10 работи, нема да се чуди зошто денеска нема муавет брат со брат, зошто денеска не се почитуваат муслимани, зошто денеска има раскинати фамилиарни односи, зошто денеска има многу раширен харам и многу лоши работи. Вели Џебраил a.s. Арфау барака мин ал-ард. Прво што ќе направам, ќе го кренам берекетот од земја. Што значи ќе го кренам берекетот од земја? На земјава ќе има богатство. Луѓето ќе имаат пари, меѓутоа немаат среќа. Луѓето не се расположени. Човек може да има во конто и во банка многу пари. Порано луѓето немаат доволно облека да се облечат, немаат доволно храна да се нахранат. Ама беа со весели лица, беа насмеани, беа ведри. Денеска ако луѓето имаат доволно пари, меѓутоа немаат насмевка на лице, бидејќи беречетот е земен, или пак она што го има нема хајр. Што значи беречет? Човек може да има едно дете, а да е поаирлија од 10 деца. Значи не е берекет ти колку пари имаш, туку берекет е колку ти си благословен во тие пари. Како живееш со тие пари и каде ги трошиш тие пари. Мораме да скратиме за да ги спомниме сите други останати берекети, односно украси на оваа земја. Второ, вели арфау шефака мин кулубил ибад. Вели Џебраил, ќе се спуштам на земја и ќе оттргнем сожалливоста меѓу луѓето. Луѓето нема да имаат милост еден кон друг. Никој нема да го интересира за другиот. Дали некој умира, дали некој е болен, дали има некој потреба, секој ќе си гледа своја работа. Тоа е знак дека е оттргната сожалливоста на човекот. Бидејќи порано, во време на Абу Бекр, на Омер радијаллаху анху, судница не постоеше. Беше отстранета судница. Зошто? Вика, бидејќи 2 години, вели Омер радијаллаху анху, 2 години немав никаков спор. Никој не дошол да се суди за нива, за проблеми во брак, за проблеми во наследство. Бидејќи секој го знаел својот хак. Нема човек на земјава што не знае што е негово, а што не е негово. Нема човек кој ќе оди во суд да не знае дали е во право или во криво. Секој знае дали е во право или криво. И секој знае дали е негово или не. Меѓутоа човек ќе фати адвокати, со пари ќе подмитува протекции за да се куртули. Меѓутоа тоа е зошто бидејќи е изгубено она жал која треба да има еден муслиман спрема другиот муслиман. Трето, ова е многу важно. Арфаул хаја мин ан-ниса, вели Џебраил a.s. Вика, ќе го кренам срамот од жените. Вели, ќе го кренам срамот од жените. Бидејќи срамот е особина и својство кое треба посебно да се окитат жените. Жената е таа која треба, како што вели во време на Пегамбер a.s. Во време на Пегамбер a.s. Вика, жените оделе по краевите на зидови. По пат кога одела по крај, дури на некоја ќе се закачала облека по крај на зид. Зошто? Да му пушти пат на мажот. И не излегувале освен за потреба. За потреба. Денеска ние сите знаеме како е состојба на жени.
kako se oblekuvat, kako razgovarat, kako ogovarat, ozboruvat i taka natamu. Kako je izguben sramot na ženata. Ako se izgubi sram na ženata, togaž koji će gi vospitovat decata, koji će gi vospitovat ova naša islamska mladina. Četvrto, arfal abd min ulil amr, veli Džibril alejhi selam, че ја кренам праведноста од исламските владари. Нема праведност, видејќи денеска имаме многу исламски земји, ама нивните владари не судат по она што Аллах бара. Тие не судат по она што е потребно од Куран и Суннет, туку праведноста ја шират само кај нивните блиски, а штом нема праведност, тука знај дека мора да пропадне таа држава. Како што рекол Шехул Ислам ибн Теймие, ако една држава е неправедна, Аллах ќе ја казни, иако е исламска. Ако една држава е праведна, иако е неисламска, Аллах ќе ја помогне. Значи Аллах помогнува правда, Аллах не помогнува ти дали си муслиман. Ако си белаџија, штетник, неправеден, Аллах не те помага. Арфа al-mahabba min qulubi al-khalaik, вели Џебраил, ќе се спуштам да го кренам љубовта меѓу луѓето, да ја кренам љубовта меѓу луѓето. А Мухамед алейхи салату ва салам вели: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафси." Не можеш да бидеш верник, комплетен и совршен кај Аллах џелле џелалуху, се додека не му посакуваш на другиот она што посакуваш за себе. Ако видиш човек напредува, прави куќа, речи му Аллах да ти помогне, речи му Аллах да ти помогне, а не веднаш да зборуваш, може би украл, може би направил нешто. Твое не е да судиш на луѓето кој како што, има кој ќе суди, твое е да му посакаш добро на муслиманот. Шесто, арфау сабар минел фукара, вели Џибрил, ќе го кренам трпливоста, сабурот од сиромашните. Сиромашните ќе го изгубат сабурот, па ќе почнат да мамат, па ќе почнат да крадат, па ќе почнат да се жалат. А тоа е поради што го изгубиле сабурот. Седмо, арфау сехаве минел агмија, вели Џибрил алейхи селам, ќе ја кренам дарежливост од богаташите. Богатиот оној што му дал, тој треба да покаже, да докаже дека има и дека Аллах го почестил, и штом Аллах ти дал, ти си должен да помогнеш, да дадеш во име на Аллах џелле џелалуху. Меѓутоа, колку што имаш, толку ќе станеш скржав, толку ќе станеш сиција, видејќи Џебраил арфау, вели Џибрил алейхи селам, ќе ја кренам дарежливоста од богаташите. Богаташите ќе се стегнат, нема да ги пуштат нивните раци во делење, во помагање. Седмо, арфол илмин улама, ќе ја кренам науката од учените луѓе. Денеска има наука, денеска само влези на интернет, само притисни еден клик и имаш дерсови колку сакаш. Меѓутоа, каде е тоа знаење? Денеска имаш џамии кои немале во време на пегамбер. Денеска имаш книги кои не биле во време на пегамбер алейхи селам. Денеска имаш сите услови, меѓутоа знаењето не донесе добро. Денеска колку е модерно време. Трактори, индустрија, телефони, све. Наместо луѓето да бидат посречни, луѓето денеска живеат во поголема беда. Луѓето денеска живеат во поголем хаос, во поголем неред, во поголема деморализација и депресија. Девето, арфол Куран мин мусхаф, ќе го кренам Куранот од мусхаф, ќе го кренам Куранот од мусхаф. Што значи тоа? Денеска ние немаме муслиманска куќа која нема Куран. Секоја муслиманска куќа има Куран, ама кога е отворен Куранот? Кога е прочитан Куранот? Кога е разбран Куранот? Значи како да не постои, како една книга во музеј ставена и само човек да се фали, кога ќе му дојде гостин дека има убав, украсен Куран во неговиот рафт. И десето, арфол иман мин кулубил ибад, вели Џибрил алейхи селам, десето што ќе се спуштам на земја и ќе го кренам иманот од срцата на луѓето. Ако нема иман, тога знај дека тоа ќе настапи хаос и неред. Исто како ако нема душа во едно тело, тогаш тоа тело е мртво. Исто како што ако нема струја во една сијалица, во едно нешто, таа може да биде сијалица, ама нема да свети бидејќи нема иман во тоа. Како едно дрво, тоа може да биде дрво, ама ако нема плод тоа дрво, тоа е безвредно, тоа е суво дрво, тоа ќе се исуши, тоа ќе се пресече за дрва. Ако иманот се изгуби од луѓето, тога знај дека тука веќе хаос, тука веќе неред, тука веќе само може да се очекува кијамет, распад и пропаст на овој дуњалук и излекување пред Аллах џелле шану. Овие се накити и украси. Џавахирил ард, рекол Џибрил, џавахир на арапски значи најскапоцени работа на земја. Највредни работи, дијаманти на земја.
се овие сабур, иман, доброчинство, благост, дарежливост, сите овие работи кога ќе се кренат, а Џибрил ќе ги крене, бидејќи луѓето ќе аздисат од нивното однесување и понашање, и тогаш настанува кијамет, кој кијамет ќе биде аля ширарил халк, рекол Мухамед алейхи салам, кијамет ќе биде на најлошите луѓе на земја. А тие што ќе бидат добри, Аллах ќе ми ја земе душа предходно. Затоа да го молиме Аллах џелле џелалуху да ни го врати иманот во наши срца, да не поврати, да не окити со сите добри работи, а да не сочува од сите лоши работи. Да Аллах џелле џелалуху на нашите жени им даде сабор, на нашите сиромашни им даде стрпливост, на нашите богаташи им даде дарежливост, на нашите луѓи им даде иман и вера во Аллах џелле шану, на нашите умрени им даде рахмет во гроб, иншаллаху таала. Да Аллах џелле шану накфари кабул и макбул, сите наши